Благодарам, председател. Почитувам колега Орцев. Во интерес на денешната ситуација не сакав да се јавам за реплика, меѓутоа ме испровоциравте со еден огромен број на невистини кои што ги изрековте јавно на оваа говорница, а бидејќи знам дека не следат земјоделците и бидејќи јас јавно кога беше расправата околу носењето на законот ветив дека ќе ги примив таа делегација, разговаравме и сите тие нејасноти ги разрешивме, така да мислам дека ги злоупотребувате иницијативниот одбор и самите земјоделци. Овде пред мене се заклучоците од трибината, која што е одржана на иницијативниот одбор уште на 22.2010 година и како прво барање е напишано враќање на членот 203 од стариот закон за пензијско и инвалидско осигурување. Во интерес на времето ќе ви го прочитам стариот член 203, сега поново 201а, кој што вели: по денот на почетокот на примената на овој закон на индивидуалните земјоделци заради исполнување на условите за остварување право на старост, инвалидска или семејна пензија, во стаж на осигурување им се смета и времето поминато во осигурување според законот за старост и осигурување на земјоделците, ако придонесот за тоа осигурување е платен во време на важење на тој закон. Ова е стариот член 203 кој што важел до 2008 година. Еве го новиот член 200а. По денот на почеток на примена на овој закон, осигурениците кои имаат статус на индивидуални земјоделци, значи и во претходниот член 203 си стоело статус индивидуален земјоделец, значи истото го има и во новиот член, затоа што тоа се манипулира сега меѓу населението таму во Струмичкиот регион, заради исполнување на условите за остварување право на старосна пензија во стаж на осигурување ќе се засмета и времето поминато во осигурување според законот за старосно осигурување на земјоделците, доколку придонесот за тоа осигурување е платен во времето на важење на тој закон. Ние знаеме дека е платен. Најголемиот дел им е платен. Доколку осигуреникот од став 1 на овој член нема целосно утврден стаж на осигурување по 1 јануари 1989 година, заради исполнување на условите за остварување право на старосна пензија ќе се засмета времето поминато во осигурување според законот за старосно осигурување на земјоделците, доколку придонесот за тоа осигурување е платен во времето на важење на тој закон и доколку изврши уплата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за период од 1 јануари 1989 година за најмногу 5 години. Значи, со многу мали корекции е препишан членот 203 со дополнување дека на луѓето кои што во моментот имаат статут на индивидуален земјоделец им се овозможува докуп на стаж од најмногу 5 години. Цената за докуп на стаж е 1017 денари, така да не важи она дилема која што ја решававме на комисија дали да биде од 93 или 98 или од 2008. Мислам дека најголемиот дел од индивидуалните земјоделци ќе го искористат правото на пензија, а после завршувањето на примената на овој закон ќе видиме каква ќе е ситуацијата.